Утринава со мојот колега Дејан Андоновиќ, како и секој утро, нема што друго Дејане туку да поразговараме за оваа од ноќеска започната сега долго најавувана офанзива која што се случува во источниот дел на Украина, каде што руските сили од ноќеска тргнаа во напад, бидејќи ако остане оној 9 мај датум кој што Путин го зацрта како дедлайн, да кажем, како завршница на тие негови како вели специјални операции. Специјална операција, да. Нема уште многу време за да постигне нешто, за на таа парада да виде на вистина нешто и да прославува, иако не знам што е за славење. Што се случува ноќеска во 55 ден од специјалната воена операција почна долго најавуваната втора фаза на руската специјална операција, што значи дека нападнате Донбас, оној цел регион на Лугански и Донецк, но ќе потсетам дека и Мариупол е таму, а руските сили и денеска го немаат се уште ставено под контрола. Ти повеќе не дали предупредуваш, како и светските други коментатори воено-политички и така натаму, дека русите ќе се обидат да го направат тој обрач, да се спојат и да го заокружат тој Донбаски регион. Тој Донбаски регион и да отидат на централниот дел кај што е Днепар, Петровски или Днипро. И тоа и се гледа, почна ракетирањето на Днипро вчера, на Запорожје, но и на Лавив, што е за мене малце чудно, пак бидејќи на запад малат. Дека гаѓале складишта со западно оружје кое што го добива Украина. Добро, Соединетите американски држави вчера извршија нова испорака на оружје за украинската армија. Дали е тоа оружје не знаеме. Британија редовно испраќа, Полска редовно испраќа, што само кажува дека НАТО продолжува да ја дава подршка на украинската армија. Анализите што ги читам говорат дека русите сепак битно се преструјуваат во воената логика и стратегија сега кој напад, учејќи од своите порази, бидејќи тие навистина катастрофално поминаа во досегашниот дел, особено во овие западниве делови кај што доживеа неколку значајни порази. Сега велат дека имаат една команда со целата операција, дека се обидуваат подобро да се координираат воздушно и теренски, дека единиците се обновени со нови регрути, односно нови трупи и така натаму. Ако се зема во предвид бројката која ја кажуваат украинците дека 20.000 руски војници до сега загинале, сериозно мора да надополнат барем 20.000. Сашо, првата фаза помина така како што помина, особено што и самите руси констатираа дека командите на единиците не беа координирани со заедничка команда, па оттаму и овој, да кажеме, ајде не би го рекол пораз, ама неуспех на специјалната операција у прва фаза. Иако Москва нормално демонтира дека има неуспех, сепак ние колку што можеме да видиме, таа предолго трае. Што и да беше предолго трае. Забележувам дека Путин вчера ја со висок орден ја наградил на единица која што учествуваше во Буча, бидејќи таа е обвинета за вршење евентуални, ќе видиме што воени злостоство и како било, меѓутоа е една, како кажем, индикација од руска страна дека таму нешто ќе има некакво продолжение и сега се обидуваат да веројатно го набилдат и тој барем домашен рейтинг на таа. Има нешто незабележително. Денеска е изведен трет пат од почетокот на војната операција на русите во Украина напад врз руска територија. И тоа е символика, да кажем, нели? Ако овој крстосувач од Москва го потопие е голем успех за Украина, ми се чини кога некој ве напаѓа, а ви му напаѓате територија, и тоа е успех. Ако земе воена доктрина од минатото, ја не се сеќам дека кога Германија ја нападна Полска, дека Полска пукала на германска територија, или кога ја нападнала Франција. Зато велам, ова се некои символики. Русите прават обрач, почна големата битка за Донбас, но и украинците напаѓаат на руска територија, а од таму немаме некакви информации дека има загинати, повредени, оштетени објекти, што само кажува дека има и војна на информации. И многу е тешко да извлечеме некаков заклучок што се случува. Добро, тоа е секогаш така кога војната се одвива во 24 часа, нон-стоп и така натаму. Што се предпоставките, колку ќе трае всушност оваа операција и всушност дали ова може да биде последната операција доколку Русија успешно изведе за да прогласи навистина крај на своите воени дејствија и нападот врз Украина? Ако треба да кажам моје мислење, мислам дека долго ќе трае, тоа го потврдија и американците и украинците. Зошто? Бидејќи се предпоставува дека после Донбас следна фаза треба да биде Одеса и Молдавија. Зошто? Ако се имаме хипотетички да анализираме и у јуни влезат Финска
и Шведска во НАТО и Русија добие плюс 1300 километри територија на граница со НАТО, што многу ја плаши поттаму и оваа воена инвазија врз Украина, веројатно ќе сака да го затвори джепот кај Молдавија, бидејќи ако не го затвори джепот кај Молдавија, може и таму да влезе НАТО по експресна одлука, поттаму Русија ќе биде многу различена. Тоа е мојата логика, но и логика на некои странски војни аналитичари. Едно е сигурно, мислам дека Русија не може да запре доколку не воспостави контрола врз Црното море. А Одеса е тоа. Значи, мора Одеса да ја освојува или нешто да направи, бидејќи во спротивно ќе има еден джеп кај Црното море, кај што ќе влезе НАТО, нормално, и еден джеп кај Молдавија, кај што ќе се отвори уште еден простор на границата со Украина. Добро. Со НАТО, се извинувам. Тоа вака делува логично и сето тоа. На што ќе се случи ако оваа сегашна офанзива многу се различи, на крај излезе можеби и неуспешна, бидејќи да не ги подценуваме. Русија мора да ја добие војната, битката во Донбас. Не ли ја добие битката во Донбас, армијата ќе му се распадне, зборувам за онаа армија која е што е таму на терен, да. И не верувам дека ќе може да ги обнови тие резерви, ако го изгуби тој морален удар ќе биде за една армија. Ја мислам дека ако ја загубат војната во Донбас сега, што е толку најавувана, мислам дека ќе се свртат и неговите генерали против него, бидејќи нема поента. Која е поентата да губиш војни, а да војуваш? Значи да не заборавиме, не ги нападна Украина русите. Русија дојде да ја напаѓа Украина. Ако и пропадне и вторава фаза од специјалната операција, јас логицирам, не знам, мислам дека ќе биде голем, па ја мислам дека генералите ќе се свртат против Путин на крај. Па, тоа е тешко да се претпостави, бидејќи коментираме сега, да, се разбира. Сакам да кажам, ние во окружувањето. Не верувам дека ќе се дозволи руската армија да ја загуби битката за Донбас, бидејќи тоа ќе биде страшен удар. Значи, руската армија од втора, трета ќе падне на 60-та у светот. Тоа значи дека ќе се употребат веројатно сите можни тактички средства, да па и стратешки, и така натаму. Па и стратешки. Само едно сакам да кажам, Путин се закануваше лично, Путин за викендот до бранителите во Мариуполј, во тој подземниот град за кој вела дека постои, дека доколку не се предадат до 6 часот во недела, ќе употреби термобарични ракети за уништување на тој град. Гледам, не ги употреби се уште. Или барем немаме извештај. Но ако ги употребеше, сигурно ќе се дознаеш. Така да, има една чудна политика. Веројатно, ја и ти она што го зборувавме, има некакви преговори зад сцената. Зад сцената, меѓутоа и тоа предолго трае. Биќе гледам дека зад сцената се одвива и економскиот удар на Русија врз Европа, но исто така силниот удар на санкциите врз Русија. Сега и двете страни тврдат дека ќе видиме кој ќе издржи подолго во таа работа. Од друга страна, Украина губи највеќе тоа секако. Од друга страна, јасно е дека оваа војна има една пропагандна димензија која што нема да заврши дури и со завршувањето на воените дејства. Така што, Дејан, се плашам дека ние и веројатно не до 9 мај, туку до кој знае кој 9 месец. Проценките се дека нема да заврши оваа година, но јас повторно ќе се прашам јавно и во јавноста, верувам и нашите гледачи, колку тоа може да трае. Се реално, ако си под санкции, а трошиш воени средства, како се обновуваш? Мислам, колку и да е Русија и силна и има ресурси и се, верувам дека не е бунар без дно. Така е, па проценките да речеме за еден брод како оној Москва, што потона е дека чини негде колку 500 милиони. Јас прочитав дека 2 милиони евра чини еден тенк обичен, а 10 милиони овие новите тенкови. Сега, и тоа е можеби тврдењата на украинците се дека уништиле 400. Еве нека не се 400. Ма нека се најстарите. Како ќе ги обнови? Големи трошоци, да. Веројатно нашиот, јас морам да се оградам, не знам. Меѓутоа се ова ми делува, ја очекував да има блицкриг. Брз удар. Па тоа веројатно и Путин очекуваше. Вчера читаме еден занимлив текст, еве со тоа и да завршиме, дека во некои од заробените тенкови околу Киев, што беа уништени така натаму, украинците пронашле парадни униформи кои војниците требало да ги облечат од кога ќе влезеле во Киев и таму да направат парада пред оваа 9-мајска. Може би е тоа суштината на целата погрешна проценка, со која брзина ќе оди. Јас се сеќавам дека јас и ти коментиравме уште пред да започне војната интервенција, сите очекувавме, јас особено, дека
русите ќе влезат со тенкови, ќе заокружат, луѓето ќе излезат, ќе мафтаат со бело знаме, овие ќе облечат парадни униформи, помпезно ќе се прошетат и ќе завршат работа. Веројатно и Путин тоа го очекувал. Втората фаза била онаа десантна операција да го киднапираат Зеленски да потпише за да не дојде до војна, која велат дека изгинале 200 елитни подобранци, што е голем удар за една армија, па особено руската, нели? И сега третава фаза пукање на асумица, што викаат нашиве северни соседи, се напад на Киев, се повлекува, дојдоа во Донбас, Мариуполь не успеа да го освојат, се мава врз Лавив, што... И во Харкив има се уште... Харкив, веќе не знам, немаме ни информации, како секој ден да се пука. Повторно ќе кажам, втората фаза почна, доколку успее да победи руската армија, ќе видиме како ќе се развиваме натаму. Доколку доживее пораз, мислам дека тоа ќе биде крах на сегашнава руска, да кажеме, сегашново руско раководство, па оттаму ми се чини дека и НАТО со сите сили праќа оружје, војници и уште еден детал морам да го кажам за крај. Вчера видов како уапсени британски платеници се обраќаат преку Телеграм до Борис Џонсон и бараат да бидат разменети. Да. Ме потсети на она што го правеше Садам 1991 со фатените пилоти, па ме потсети на нашиве северни соседи кога ги фати оние тројца војници, доколку се сеќаваш, 1999 што залута од Македонија во Србија, па Добро, се тоа ги спасува. се пропагандите секогаш работат кога се такви работи, сигурно има доброволци, а и платеници на едната на другата страна. Ќе бидам слободен да кажам дека кога го видов тоа дека го направија русите малку чајнички ми звучи, изгледаше. Да, па добро. Се удира на емоции, а тоа една голема армија не би смела да го дозволи. Тоа е моје лично мислење. Дека се тоа и дел од пропагандни активности за домашни потреби, така што тоа не е само порака за светот, туку и за домашни. Јас малце војнички го гледав се ова и да, па звучи очајнички навистина. Добро. Благодарам Дејани за ова утринско брифирање.